Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на Гледате 1 на 1. Денешни гости македонската ракометна репрезентација. Овозможено од Good Nature планински чај. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Дивна е она била, uvijek се сјеќам нje. Што правиш? Па свирам. Кај е пајак? Па не знам. Бог да чува. Тако е. Таа ако сакаш. Немој да свириш лошо ако го нема пајак. Ќе те запалиме, веј, ќе запалиме. Свирам уво. Денеска имаме многу добра емисија. Македонските ракометари се тука магично на само половина час пред надпреварот со Данска. Останете со нас да ни кажат како ќе исплескаме таа моќна европска ракометна сила. Гледайте на него. Била е тако ле. Еве сме назад во оваа емисија посветена на македонската ракометна репрезентација. Токму поради тоа имаме ваков убав декор. Штета што имаме уште еден убав декор таму. Нели, пајак дека не е тука, но затоа потоа, ајде да не збориме. Пеперминт имаат зимски одмор добиено, така да поздрав и до вас што не гледате Пеперминт. Благодарам, вие четворица плюс тие 6 други се 10. Поздрав до сите вас. А сега нека влезе пријателот. Сама свикнам поштар. Сам треба да си вика. Хајде свикна, нека ти биде. Нека е, срегна Така. си се разубавел, Малце. не баш. Да, кај се бигало? Зашто? Празно. Не прашувај кај се. Добро, Океј. оставам така. Не прашувај Него зашто. беше негде за нова година? Бев како не? На плоштад. Супер. Да бе на плоштад. Куку Леле пеа. Тијана пееше. Мустафа пееше, со Мустафа дружевме. Јас со Мустафа какви дружби имавме. Озно? Да си испосликавме со Мустафа. Сега Имаш да ли? сликичка, еве. Еве сме со Мустафа. А, Хана, да, ние да. Дај уште една, се сликавме повише пати. Дај му да ја види таа другата слика со Добра Мустафа. со Мустафа. Ево овде кога се начукавме. Аха. Хаве, ти кажам А ја. овој кој оној враторан од Од таму. да? Да. Од онаму. Па не, да не види. Не ти се налудно, Да. па никогаш да не влезеш после, а? И така едва влагам. Па кажи им дека носиш писмо нешто, искористи го моментумов на Не ми работата. текнало, да. Да, слушај, ти попско да не си се. Малце. Во епархија. Си? Ви забрануваат уште Фейсбук, бе? Не ме ни пуштија. Да, си цепате со тоа. Ти кај Малце. славеше? Ја кај? Ја бев у Штип, на Мајаво Кичевиќ. На Мајаво Кичевиќ. Да, топ. Најубаво. Најубаво, браво. А која година ја славевте со Мајаво Кичевиќ? И Ерзана да не пеше. И ова Маја Гроздановска. Беа бе, Маја беа. Кичевиќ А, пеела. беа. А типа шоу Скопје на Кукулеле беше, не? Што ти е ти против Кукулеле, извини? Блесава си или не, знаеш каква песна е? Каква е бе? Ео, знаеш како хит е тоа, вон временски. Ти за Кукулеле ќе ми избориш, ајде ти се молам, ајде, доста, менјајте он. Добро, ај. Оно ми. А беше негде ноген? Бев како не бев, да, пред зграда. Супер. Шупалевте, многу дрва, изгор скапи се. Ние мало ништо не направивме. Па кој вика дека палевме дрва, не палевме дрва, Па шупалевте. пајак го палевме. Дај Facebook, Twitter, прашањето. Сања од тето прашува, Жаре, како си, кај кого падна паричката? Кај брат ми падна паричката, стварно пробав, се трудев и 3 круга направив, пак не падна кај мене, пак падна кај брат ми 3 пати поред. А мајка ти ја местеше? Овој месеше? Не, од Тинек се купивме готово. Да. Да. Сашо од Битола вика, здраво Жаре, кај ќе славиш стара нова година? Мислиш македонска нова година? Каква? Македонска? Па македонска нова година. Кога можат србите да ја викаат српска нова година, зашто ние не може македонска нова година? А, више има смисла. Давам 7 гоци Делче. Ајде, видиш? Патриоти. Па е патриотските поени, така?
О, трето прашање и последно, Јосиф од Назарет, од Нерезиде, вика, жаре на 7 му беше на син ми роден ден, не ми е баш син, ама мој си е. Не се. Можеш ли да му го честиташ на телевизија? Како не? Па не му го честиташ, бе. Па, човеков втор пат ми праќа. Еднаш на 25 ми прати, вика, син ми роден ден, мој честите му. И сега пак сака. А шум, бе. Па не е секој ден роден ден, како? Да, Великден. Кој да. Секој ден Великден, да. И чудна Туку работа. друга работа. Многумина од вас знаете за ова и тоа е еден новитет кој ги израдува многу нашите баби и дедовци. Екипата од еден на еден се заблагодарува поради тоа што им донесовте среќа на нивните лица. Новитетот е дека тие над 65 години ќе можат бесплатно да си одат на скијање и тоа е стварно супер. Но скијачкиот центар Маврово се уште не е задоволен од тоа колку луѓе дознаваат за овој феномен, така да од утре почнуваат и нова кампања лансираат за подигање на свесноста за сето ова, а ние ексклузивно за прв пат ќе ја погледнеме и видео рекламата за истото. Ганц нови скии не се прескапи. Везови какви што секој спортист само би посакал. Поевтини од скиите каде-каде. Топло чајче на бачило по рецептот на Баба Рада. Не се плаќа бидејќи сами ќе го наберете. Апчиња за артритис, набавајте додека има во залиха карта за скијање. Бесплатна. Искуство без ценето. Препорачуваме купување на порталот Гуска за оние посебно возбудените. За првите 50 посетители доделуваме бесплатна карта и транспорт за концертот на Металика во Софија. Присуствувајте на луда и незаборавна забава со вашиот омилен бенд. А да, распрашајте се за хитот за лето 2014-та. Скијање на вода, затоа што животот е краток, ама буквално. Сакам да пијам чај, а посебно кога имам нешто работа. Коледе, леде, паднало греде, утепало деде. Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Жарко Димитриовски. 2% талент. На која камера сме? На ова? Не, на ова. 1% работа. Ајде да работиме тоа. Добро да чекам. Чекай бе, Angry Birds играм, ајде чекај малце, ти се молам, ајде. Гостиве се наврне чекаат. Бе, чекај Angry Birds играм. Браво, ради тебе изгубив се, Ајде бе, бегај таму, гостите чекале. 76% знаеш ли тима кој е Чичко ми? Знаеш ли ти има кој е Чичко? Знаеш ли ти има кој е Чичко? Знаеш ли ти кој е Чичко ми? И 99,9 и 102% гола вода. Гола вода. Патот до успехот. Првите мои гости се бекот од репрезентацијата и голманот од репрезентацијата, Филип Мирковски Жути, Петар Ангелов Диви. Како си? Што правиш бе? Диви бе, седи, ајде. Како дечки? Спремни ли сте сега? Спремни. До кај сте? Подготвени? 8 дена у Пореш бевте. Така. Се наспавте таму? Се наспавме и тоа. Добро одмориш. Кога станувате стварно на припреми кога вака се оди? У колку саат се станува? Ептарано или Па не епта, наравно, околу 8 се станува. околу 8? Да, си иде За на мене второ, тоа е се- ептарано, да ти кажам. Ти си имаш ова Така, просвечија која се... нема рад. 8-9. Кажи вака, кога сте толку време професионалци, има моменти као, ајде касниш, ајде стани, вчера галама имаше у соба 25, такви некои работи, или више тоа поминато е? Искрен биди, немој се да криеш. Па помината, ама има уште и такви работи. Да ви викаат, Да. гаси светло, Не баш така, ама ајде До по толку соби, не значи. Па ти колку ќе останеш до соба твоја, да. да, не доаѓаат да ве проверат кој легнал, кој не е до толку. кој екскурзија, нема такви ствари, Добро е, се возите често со автобус, така? Од хотел во автобус, па на тренинг, па назад, па на надпревар, па назад. Се случува некогаш, не знам, некој да касни, некој да го чека цел автобус, ајде да не се симнува. Имало таква некоја случување? Секогаш има такви работи, касни секогаш, некој бе последна случка имавме баш у Пореч. Го заборавивме Дејан Пецаковски. на Што му тренинг. направивте? Го заборавивме. Ама тоа не е каснење, бе. Погрешно избра масера. Ајде! Физиотерапевт. Броеше 3-4 пати, погрешно избра. И што вика, таман сме, терај. Тера.
А Дејан? Дејан, стигаме на тренинг. Кај е Дејан? Хотел. А што, он останал таму? Останал закаснал минута-две. Па добро е да се јави, или он се израдувал? Отидоа, Отида, одморима. Кај Не, го- се дешава таква работа. Добро, фала Богу. Те немате онака другарче за во автобус. Тоа е уште поубаво. Па ма Ако сте викаше вие на Цимера, двајца. да. Цимер си. Нели? Чив Цимер фали, многу е јасно. Тој и тој. Го прашаа Цимер, А кој му е Цимер на? Олевски умеш. А гоце. Испана он крив. Па види и да ти кажам, Има- не е крив. има кривица. Има кривица. Кажи ми вака се. Има една случка, ќе ми ја потврдите или не, ќе видам како било, што било. Србија 2012 пред 2 години кога го направивме и најголемиот успех, нели, репрезентацијата, вие бевте и двајцата таму. После Данска, сега ќе ме потсетите мене, ја малце сум заборил. Тоа беше битна утакмица со Данска. Питна беше прва утакмица во таа втора група. Тоа беше втора фаза. Да. 33-32 заврши, ако се сеќавам кој што, така? Да, последна Да. секунда пример. У последна секунда. И тогаш, бар ја, како што ми кажале, атмосфера била не 0, него минус 20 отишла. Смрднахме на не. Шок беше тој натпревар, нормално, Со атмосферата. тој натпревар бевме, имаш шанси више и полуфинале беше. Цел натпревар Тоа водевме. беше цела натпревар водевме и дури до 6-7 разлика. И добро, да видиш што се случува после таков натпревар у автобус, да речем. Збори некој нешто? Па не збори се, некој може. Штама. Штама, Така, некој, не им е баш за зборење на луѓе. некој плаче, некој таже, некој не зборе, некој И така има? вика. Стевче бил плачко викаат. Степче сега емотивен. директор. Емотивец, да. Не се љути Стевче. Нема гајле. Што ве крена? Па што очигледно после тоа нешто ве кренало. Со Полска тепавте. Србија тепавте. Што се случи? Како така одеднаш од што викам минус 20 атмосфера ги згазивте пољаците Па као лавови ништо, искочи. трнахме на тој натпревар со Полска, со главата надоле. Знаеш, ние ќе изгубиме некој тако битен натпревар, одма како да пропадна светот. Не треба да е Емотивци. така, ама така е, тој Да, така е, ние добро, се да. поднесуваме. Па чекај, другиве балканци жути не се такви бе? Така се. У смисла потемпераменти Не поише си- да го сватиш ако не си као... таков, не си спортист, значи. Ај што викаш? Но нормално е тоа, е бак болет. Плюс тоа води 6-7 разлика и на крај Да, да знае изгубиш да до уништи. тоа последна секунда, среќен гол. И ништо пред Полска, ајде, се загревавме, се враќаме со лекална потресови. Да искочиме пред натпревар, пред химни. Даваме рака, Стево вика, чекајте дечки, ја имам. Оно, за кого? Да, за кого Так. да искочиме. За кого? Чекај! Чекај, вика, Лево нешто да се. ви кажам, Стеф Чалушевски. Се мислев дали да ви прочитам, ми стигне на порака. Со солза во очите. Така, на солзени му беа, стварно да. А, стварно, без Стварно, шо? стварно, на солзени му беа. Чекај, дечки, да ви прочитам порака, ми стигна вчера, уште вечерта пред да си легнам, од отец Трајче, мислам се викаше. Да, Пријател на Стевче? пријател на Стефче. И ни ја прочита пораката. Пораката беше во стил нешто, ајде дечки, кренете ги главите, ви направивте доста за Македонија, имате добар резултат. Ако победите денес ќе имате уште подобар, така нешто, се кренавме, изигравме, искочивме надолу, видовме 4-5 илјади публика имаше наши. така. Тоа не крена само. А со она бевме нокдаун. Чудо како ја победивме самата. Добро, како оди таа работа? Се шверцуе некој пивце, пример? Да си ја залечиш болката? Се утеши. Да се утешиш малце? Се случува такво нешто? Добро, може да се напиеш 1, 2, 3, сега. Така Да, така де. 1, 2, 3. Да. 40. Полесно да заспиеш. Со повреди, бе, кажем, и сте загрижени искрено овака е. Пошто ете, Мојса не е тука, Филип Лазаров не е тука, Ренато што се случи, не ни го Не ни го пушти. пушти. Така? Го пушти Пецаковски што се Печаковски и он е Убаво. 50-50. Он не иде на тренинзи, Да. заборава да дојде. жали. Има тројца голмани, ја или некој друг ќе игра Ќе бек. ќе влезеш, а? Нема А чекај, друг. со Дивик Прива е- како е работела? Немања ќе има шанси да влезе во дај Боже влезе во понатак, втор круг. така? во втора фаза ќе има право. Дурне се жени ракометар, не е прав ракометар. Се слагате вие со тоа, ти си одамна со дечиња све, нека се живи и здрави, ти си доби прво Прво па женска. па женско, колку наполни? 10 месеци. 10 месеци. Нека е живо здраво. Вие како гледате на тоа? Ти Фичо си некако по-добар, се гледаш како по-добар во последно време? Од кога стапи на лудиот камен? Па ти го кажам искрено, ја полош и се. не видов многу голема разлика од брак и претходно, зашто бев од долга врска, така да
Имам може разлика, порелаксиран си, може еве си добил дете, поопуштен си. Од лани до сега ти рипнал Тавче и Мојсо. Мојсо, да. Толку или има уште некој? Николче Митровски. И Николче, Да. машала, подобри на коментаристи. Супер. Сега сме подобри заедно, Така, два тројца играчи. на Ако Мојсо ќе висина тоа на свадбата Кире. било весело. Да. Беше весело. Така, колку Имаше имало? доста, 600-700. 600, 600-700, машала бе, Мојсо, волне. голема Помала свадба. ја направи. 400. Помах. Добро, помало на мој се. Помало на Мојсо. Што се случило таму? Ванчо бил старосват Анчо нешто? беше главна стара. Главе, на масата таму со нив. пејач, да. Пејаш бил. Ама и ти си пеел. Ти си пеел добро. Добро. Вранче, кој пее Што што го немаш бендата за пееме? Штета, остай ги на одмочи. Дај ми ја гитарата. Дај ми ја гитарата. Заедно бе тројцата ќе Кажи која си ти. Која сага? Мои су другови. Кратко бе, строфа, рефрен. Може. Толку. Може. Ајде, одиме. Ја знаеш? А беше. Не. Чекај. Идеме. Мои су другови. Другови, писери расути по целом свету. Јас сум птелица, па и понекад светене у лету. Ето судбина и ко зна шта ли е, кад го се сретнемо, увек се залие, увек се заврши с неком од наши песама. Ајде, диви. Да смо живи и Здрави, здрави, još godina sto, da je pesme i vina i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas i ovaj život je kratak i procuri za čas. Браво бе. Толку насува, толку може да се... На сума толку се пее. Жаба на субота. Така е, бе, чекај да не ја скршиме. Прекари бе, дечки. Жути, ти нит жуци, нит ништо, од кај жути? Порано си бил. Пев као тебе вака, Сериозен? као мал, да. Значи има надеж Доста. да поцрка. Диви, зашо дивите викаат, див си бил стварно толку многу? Па, од мало уште кошарка, фудбал, кога игравме така, сакав малце. По Па и сега не бе. Добро, А, сега си малце подив, да. останало тоа и така, значи уште од Како те завикаат диви? Што се случи? па јас дека родом Кавадарци таму. Таму у школото, значи тоа 7-8 оделение диви, после тоа така средно замре кога ми заминав више во Битола. Аха, упели сте. Да, игравме утакмица една, таму секако скоро по 5 до 6.000 публички. Да. И некој кажа, абе го вика Диви и така цела сала, Диви, остана така. Диви коној за бейсбол филмом ти тегна. Вау, тоа влага Чарли Шин. Да. Со фризурата. Добар филм тоа. И така остана. Добро. Диви ти како отиде у Франција? Најнормално преку агент, како бараат луѓе од Па имав човек од Франција, ама имав и дојден баш на нека утакмица од Франција скаути на Битола. Баш да гледат утакмици, баш таа утакмица избрав супери. Се здиви. Па да, нормално Битола сегаш бил така. Да. Ти Фичо некогаш си добил понуда сериозна за да отидеш? Па имав од пред 3-4 години од Шпанија Гранорес. Аха. Имам нешто понуда. Не беше нешто многу поише од таа во Македонија. Аха. Значи не е сега толку носталгичар дека типа строго Македонија. Да, не до толку, ама може би те не су Добро, викаат ракометари дека се најверојатно меѓу најплатените спортисти у Македонија. Пример од прилика, колку може да се заработи како месечна плата ако си профи ракометар, онака да речеме А класа, да си најдобар во лига. Колку може да се заработува, да речеме, од тоа? Фудбалери, знае, дека не зима стварно нешто многу. Во Македонија зборам? Во Македонија, да си останеш во Македонија да играш. У пуна играчка зрелост да си пример Види, у месечно се Македонија- стига до 7-8 евра плата. Се стига, да. Значи не е страшна ситуација, да не е дека Не, па во Македонија види најплатен спорт е ракометот. Додека во Европа обрат, е нормално кошарката и фудбал. Ма кај нас е таква ситуацијата, нели, прв спорт е ракометот. ти си И увидел. не. Сега Си увидел, Вардар и си го Металург видел. ќе даваат паричиња, ќе си седам, ја ќе си играм ракомет. На брзинка блиц прашања за крај. Ако треба да се тренира онака до коска, кој ќе остане последен на тренинг? Значи најмногу. Митков. Митков. Митков е. Ако треба некој што најмногу ќе глуми на терен, значи треба да се одглуми пенал, тоа е тоа,
Клучна Може јас да работа. кажам? Може. И Знам. он да каже. Знам јакој. Не кажам. Знам јакој ќе глуми. Чекај, ќе потврдиш? Се за да се поведе. Се да се поведи. Ако треба некој последна секунда да шутира, Кире не може да е. Тоа е тоа, настината. Што да прави? Не може да искача. Кој ќе биде? Ако е пенал, ја на Диви би му дал. На Диви? Да. Тоа е тоа, Да. за победа, пеналот. За И поведе. да го брани и да го шутира. Себе, што сакаш што? Орал. Голмани игра. Ако треба некој со судија да се расправа, значи зависи утакмица од ова. Мора да промени судија во одлука. Кого ќе пратите да преговара да се расправа таму? Ја мислам Столет. Столе, а? Столет, така, добар. Може и да удари малце, да не види. Да не го видат. Може и да удари. Ѓоко, спреми на господата чајчиња за да ги задржиме здрави, нели прави ни треба за Воданска, сега имате такмица за пола сат. А вие одете и на Facebook.com 1 на 1, после ќе потпишуваме дрес со жути, со диви и тука се и Митков и Бранче Ангеловски следни во 1 на 1, така да не се гасете. Фала му исто. Ала. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам палачинка и млеко. По суштина ќе дадете добра оценка, ама бидејќи камерманите ги изеда сите палачинки, 2 алачки. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон, а утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви требаа за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. После условно кажано домашните репрезентативци, сега ќе видиме и двајца странци. Едниот си седеше мирен позади камери и ништо не збореше, другиот цело време нешто дофрлаше. Бранислав Ангеловски, Владко Митков. Значи, како си? Ја добар сум, ти многу ме реметиш интервју тука. Човек не може тврд да каже, човек не може, што реков таму друго. Како го примивте? Де, шо и ти, ама си. Ке ви сега ќе те начекам на некоја такво и ќе ти речам, аха, ти шо викаш? Само гледам докај си со искуството. Ако дозволи јас да те таму да те изнервирам, ќе мора да се ожениш. Ќе мора да се ожениш, за да видиш подобар, да. Поквалитетно да биде. Така е. Ама омилен си ми, озбилно, од овие тука. Емо дамна играш све, сме навивале, овие пак понови се. Жути, оставиш жути 30 години има само. Да не откриваме ти сега колку имаш, 43. Ајде. Влаче, нема толку. Влаче, игра во Крем с Австрија. Како е ме влаче во Крем с Австрија? Добро е да кажам. Луѓе идат ли на утакмици? Па да ти кажам, како што направиме претходно, значи Или имам само среќа да играм во клуб, значи
кај што идат публика, значи во другите клуби така помалце, али значи во последните 3-4 години да кажеме дека се подобрува, да напоменеме нели или да остане за дека ради имаш интересна случка. Да. Така, значи 2 сата, значи пред да почне утакмица се собираме секој, значи идеме на утакмица. Знам дека има утакмица, значи на телевизија, одам таму да гледам и гледам седнати сите и гледаат скијање. Колегите да напоменам. Ракометарите. Гледаат скијање австрици. Австриците. И гледаат. И јас викам, дали можете да сменете, значи викам на телевизија, има ракомет на Бундеслига. И вака само ме гледат и вика, не може, вика, овој е нашиот сега, вика, ќе скока сега. Викам, добро, извините, благодарам. Да. Благодарам, викам, и си заминав, значи во служба. Си гледам на интернет. Си гледаме, да. Така. Да, тоа ми беше една случка од Австрија, значи, тоа првата година, значи, од австријците, да. Сосема контра од австриците се германците, бидејќи ти играш и во Бундеслига, што као нели е најјаката лига за момент во светот. Па да, значи најака е да. Толку е диаметрално е спротивно во смисла еве на прифатеност од публика, страст меѓу навивачи. Да кажеме дека значи Германија е поголема држава за разлика од Австрија, значи и број 1 значи во да кажеме или спорт во Германија ќе биде значи ракометот и доаѓа стварно доста публика таму значи во Германија, значи во некои сали значи има и по 20.000 и по 25.000. Условите какви се за тренинзи, за играње, за Како кај што прашуваш такви прашања? Најдобри, значи најдобри, да, значи најдобри исто како кај нас, значи да. Млечен кашкавал. Така, значи се растили, нема се, значи на природна база, значи се. Органско, да, се. И така, значи има разлика голема. Убаво искуство ти беше во Германија? Па убаво да ти кажам, па да отидов, значи, да кажам, од млади години, значи, таму се оформи како прав човек, да кажам, и спортист. Браво. Ти, Бранче, оформен си како човек и спортист? После женитбата? Од кога се зема? Да, од кога се зема. Така, ти играш во Констанца. Таму тренер е Звонко Шундовски, Шундо, селекторот што со кого го имавме и најголемиот, и ти го имаше репрезентативно најголемиот успех. И јас го имам репрезентативно најголемиот успех, 5-то место во Европското нели Србија пред 2 години. Како е релацијата меѓу вас? Се окей, сте така пријатели, бидејќи ти е тренер? И пак се знае давно. Ти попушта малку повеќе од другите? Не. Најстрог е на мен. Често пати сме така. Тоа не е фер, бе? Ќе нема по кој ќе ми кажи мене, па јас да му пренесам на некој. Тука дигнам раце и ги речем, не ми гаѓа, што знаете, правите и ќе излезам. Па уште полоше ќе направиш? Да. А правите за кого? За Констанца? Да, правим. Баш така го правите? Знај да ми се отпушти така да... Сега, например, одма кога ќе дојдам од репрезентација, ќе дојдам и за кого и за Македонија. Се дешава и кај нас во репрезентација колку пати ќе речеме за кого, па некој вика за Вардар, некој за Металург. Кире, за Барселона? Да, за Барселона. Капитен. За Меси. За Меси. А клавите голови како е на романски? И имаме подбора, не знам. Не знам како е клавите. Мора да викаш унда таму. Па му викат нешто сигурно. Да се стави нешто. Добро бе. Ти сигурно збориш романски од таму, си таму? Да, кажа. Немој да речеш. Добре, мислам, вика таму, кој ќе види, кој ќе имаш добра ситуација. Па и то клавајте голови, то така не знам како испадна. Мислам дека со утакмицата со Исланд се променија голманите. Ја ние не видовме, например, дека е тој, то во тајмаутот рече како видете дека е друг голман, како клавајте голови. Да, шутирајте горе, клавајте голови. Не сте сеќавали? На крај крајва тој е добар совет. Многу подобро од правете фаули. Па има, секој си има, секој тренер си има свој. Така? Да. Никој па не вика, не клавајте голови. Тоа е више лош тренер, браќе. Да. Реално тоа е. Тука позитива има. Тука има позитива, браќе. Ти беше и во една многу интересна држава, Уединети Арапски Емирати. Од тие нафташите, тоа е близко Катар, близко Саудиска Арабија, така? Да. Што искуство ти беше тоа? Една година во Уединети Арапски Емирати ракомет ти играш. Случајно се деси тоа. Значи пред таа година бев во Франција и бевме на припреми во јануари, бевме на припреми на полусезона во Емирати.
Игравме некои турнири, дојде тие менаџери што се на клубови, Што баш број така. носеше ти? 18. 18. И овие у бело. Да, и дојде. И јас си Со стегнав и коферче, ми вика да актовка. дојдиш. Не, јас мајтап си правев стварно. Викам, не, што ќе правам тука сама, бе, земи си некој. И јас на тој превен викам, сакаш да дојдеме? Ајде. Да, стварно виш. Така ти рекол, дојди кој сакаш да Не, си. да, дојди, еве вика, дојди со некој, со кој? И јас му викам со шеската, со еден Реми Калвел заедно што бевме. И исто игравме среден бек. Со кого да разговарам, ние стварно ова е чиста вистина, ние мајта правевме. Ние викаме со председателот. Добро. Председател не беше таму, немаше председател. Ние бевме како представници од Франција. Имавме еден економ и ние само му намигнавме дека овој ќе дојде ќе разговара, тој разговараше. Таму имав среќа да биде еден тренер србин и ми вика, бе, овие дептен се запалија, што правите? Да. И наредната година прати порака, понуда. Што сега Си вие сериозно отидов, биле? да, си отидов, да. Имав таму и некои проблеми во Франција и не сакав да стан. Значи Да, и викам одма ќе си да. Да. А реално, заработи убаво за една година у Обединените арапски? Добро, да. Така? Да. Сигурно и Си поклопи се. Така. Пример, не кажуваме цифри, ама да би играл рецимо во убав добар клуб тука, Металург Вардар едно друго. Колку години ќе ти требаат за таа сума? Што ја жртвуваше, пример, условно, една година у Емирати ќе идам, ќе играм, ќе си искешир. 2-3. Ало, еве ти рака. И ја би така. Така се десито, не бе за таму, стварно. Фала Богу. А такви ушејци, у бело, такви се на утакмици, така да? Емирати е стварно, добро, сега е отворена, мислам и ние како граѓани имаме многу поволности да одиме, али таа држава мислам дека со 800.000 жители, а 5 милиони е. Значи, останатите 80%, да. 80% се странци, а овие локалците можеш да ги познаеш. Девојките забулени, мажите, тие. Ама тие ова не го креваат. Има човек за да им го Да, има. Еуф, по 1, 2, 3. Затоа е странеца. Тројца го креваат, сакам да пијам. Ја така кога ќе. Не знаеш што носи ден. Што викаш? Може некој мене така на зафрканција? Може, да. Добро, не испадна така за фрканција, така изгочи. А каде? Да. Така. Има сваки ти погрешно. Влаче, кога одите по првенства, припреми едно друго, како сте сместени? Во парови сте по цимери? Па да, по двајца обично сме сместени, значи во соба, се да. држите до... Па секој, така да кажем, некојаш има и суеверие во такви работи, значи кога сум со него, значи може да е добро, значи може да е така да јас ќе спомнам, значи со Дивиот, значи сум веќе едно, да кажам, 7-8 години цимер, така да. Па да ти кажам, хрчи, сам си хрчи. И добар е за муабет, мора да напомнам, значи добар е муабет. Си правам јас муабет, тој си сече дрва, јас си правим, на време се вртам и си викам, еј, ове заспала, јас си горев, значи 10 минути во празно, али добар е, значи добар. Кои се другиве цимери, пример Жути со кога? Жути е со Филип Лазаров. А, со Филип Лазаров, да. Добро. Сега нема да му... А сега е со Џомба, значи да напоменеме, со Џомба него. Георгиевски, да. Џомба го викате? Џомба го викаме, да. Или Морковче можеме да го кажеме, али... Так, добро, кога со љубов е... Да, со Морковче, да. Вака кога сте љути... Да, Џомба. Кира со кога? Кира со Боркович. А, Кира со Борко. Ване? Ване Деки Манаско. Со Деки Манаско? Или обично со... Са мушкото, мој со беше сам. Да. Кој науче беше сам? Науче привилегии. Ти со кој беше? Стори. Ти со столе? Ајде. Бранче, за тебе, со играчиве, ќе речат не дека си мрзлив, ама помалку поспор некако, потака, дур да тргне, дур да се накани, дур да така некако. Се слагаш за тоа? Се слагам. Не сакам да чекам, ама не сакам и да ме чекат, стварно. Тука 5 до 2, мислам, минут одма влагам во пуцање. Така, ама не мораш, ако не треба да дојдеш 10 минути порано, не доаѓам, сигурно. Или ако случило? седам си чекам на кафенце така. Јасно. Што се случило у Загреб кога сте биле цимери, цимери сте живееле заедно, фактички ти и Кире, сте играле за Загреб у тој период. И Кире те чекал тебе, не знам, пола саат во кола те чекал доле, требало на тренинг да одите. Арно, ама Бранче нигде го нема. И Кире оди во стан и што да види, ти ќе кажеш, ајде. Да не испадне ја лажам. У
утринските тренинзи во Загреб стварно беа рано. Знаеш како почна одмар? Да. 8 и пол, да. Сигурно беше некоја тешка ноќ пред тоа. И ајде. Тогаш не женети за волја на вистината. Не толку Од добри на некоја коментари. партија, да, не толку, да. И Кире ме буди и викам, добро, одма да јам да се измијам. Така. Заби да дојдам, едно време сум заспал на шолја. Си заспал на Да. шолја, И браќе. Кире доаѓа, ајде вика, закаснавме на брзина и така. Кире вика замислија таа сцена, вика, го чекам. Да, Си не, одам во полека, стан, флегма. Да. Вика си отвара вака врата, пошто нигде го нема, вика, у цел стан, Да. отвара врата у веце. Сигурно вака сум. Кие. Да, вака 100%. Вика, прашај го за тоа, шит ти ги мајка. Бранче, ти дојде Е, подоцна. таму колку работи. У Загреб многу работи? Да, како си цимери веќе ги гледаш на виките, има са. Добро, Не можам плюс да млади, се популарни. сетам вака. Реално Што да се зборим. дешаваш? Тогаш Кире почнуваше звездените. Има една добра случка, ова стварно треба да го сега се сетив. Значи, тргаме за Македонија, треба да доаѓаме вака со репрезентација и трга Кире со една кола. И јас тргам после кога ќе се наспијам, као тргам. Ете си. И ме фаќа полиција на место 60 со 140. И ме затвора. Значи тука тогаш не беше пуштена таа магистрала, мислам до крај на српска граница. Так. И ме застана полиција, ми зема License and registration. да, или ајде добро. Ние тука немој брзаме сега на репрезентација, повеќе да се вадиш. Јас бев со Иван Марковски. Така. Кире мислам дека доаѓаше со Ацо Јович. Иде тогаш Иван беше во Меткович. И не фаќа полиција, брзате, све и тој ми вика едниот, немој да се секираш. И Кире тука пројде. Да. И он профучил. Да, јас да, после али добро не плативме, не Хрвати бе? знаеа, да. По Не знаеа, Загреб, добро. од Загреб. Загреб, Кроација и тука некако се Плюс тогаш и шампиони едно друго. Мислам, јаки години ви беа, ако не се лажам. Тогаш полуфинале мислам дека игравме Лига шампиони и спаднавме од Барселона. Дома изгубивме и Кире 12. Кенифот игра. Да. Не им го запамти тоа. Ти сега дојде заради повредиве, те повика во последен момент, така? Што си викал 5 до 12, твој стил. Да, баш така. Баш твој стил. Мој стил. Мојсо се повреди, Филип Лазаров се повреди, цела нација вакви, а ти играм се шалам. Мислам, драго ми е дека сум во репрезентација, од друга страна ми е криво дека изгубив двајца другари кои нема да бидат на ова европско првенство. И секогаш сум бил, мислам, со овие дечки и тие со мене. Добро, И постар кога не колега си, бев, да, сигурно кога не узор бев, си не бил. ми беше сеедно. Стварно, кога немав, А не како му добив дојде позив. тоа? Не те повика, а фактички. Не, се одеше на припреми и не бев на списокот на припреми, веќе знаев дека нема да одам на А европско тоа е некој првенство. поширок затоа што- список што се прави или не? Па не знам од колку, 19-20 души, колку 20. И примерно, Да, че ако не 20, те викна да. на припреми, фактички знаеш дека тоа е тоа, нема да одиш на првенство. Па Така да работите? така би одело, треба да се спреми за да играш на европско. Јасно. првенство. И се јави, селекторот ми се јави, ќе ти се јави директорот, ќе ти се јави секретарот и не ми се јави никој. И да, не ми се јави стварно никој. И јас не знам што да правам. Викам, утре дента тргам, имам припреми со клубот. Така. И се јавив кај секретарот, викам, мене ми се јави Обрван. Не знам што да правам, дали да тргам за Романија или не, кажете, пишува новини, се слушам со колеги нон-стоп ми се јавуваат. Со куфери спремни, вака звони. Да, чекам на позив. И вика, извини, вика, јас требаше стварно ти се јавам. Не му кажав на Стево, не му кажав на Филип, на секретарот, и другиот ден дојдов. Бранче. Добро што тука си се бе во јавил, Скопје. е. Во А ти Скопје пак ти ти лажев бе. дека си го питал. Да. Стука бе. Дојдам за 3 сата Да, и бе. си кажеш, кај сега 3 сата да седам. Се крие. Браво! Ајде да завршуваме, не караат таму, Ѓоко не кара. Блиц прашања. Ако треба сите репрезентативци да одат негде, децата да си ги остават колективно на чуење кај само еден. Сите други на парти одат. Кој ќе ги чува? Тешко прашање ова ќе биде. Кој ќе биде тој? Сигурно некој од татковците. Па и ти си Да, татко. 100% од оние женетите, значи ќе биде некој Од со искуство, подобрите значи од подобрите Јас ракоментари, не сум значи тој, со сигурно. искуството. Нема ти да видиш Не, тој? не. Озбилно? Не. Па Јас ја не мислам ми се дека- децата. Ја па, да. Кој би Кога бил? да е најс.
Кој ќе ги даде? Дивио. Сериозно? Дивио со 3 деца е. 3 деца, да, тој со најмногу знае деца, три деца, да. со мнозинство, Да, може да знае остави, така, знае. вика, некој Знае да говори, направи да. атмосфера, значи, за децата, значи. Плюс кој така да. како му се диви, вајде, Јори. Да. Не се само негови, треба сите да ги чува. Така е. Машала, имаме 10 деца. Имате бора стварно, да. Ако треба да правите забава и еден од вас да пушта музика, диџеј да биде, кој ќе биде диџеј? Еве, јас мислам дека Бранче може да оставиме таму за Имаш музика да искуство пуште, во тоа? да, мислам дека Да. Носам добро, да. на бокс еден. Значи ти Звучникови си со изведба. за DJ тоа. Бранче, значи. Кога може се да слави, Бранчес. Да. диџеј Бранчес. Да. Ако треба да одите на караоке, ама караоке во исклучиво со песни од Аца Лукас, тоа е тоа, нема мења. Да. Кој ќе се качи на сцена да пее? Па ја викам, кој да оставиме? Најдивиот ќе оставиме. Значи, Најдивиот кој е, ќе се значи, качи. Ајде, дивиот ќе оставиме, тој секој пат се качува на сцена. Диви, значи, тој е прифаќаш? прв. Кај што замрса секој пат е тој. Секојаш, да. За забава спремен е, значи. Иако треба некој од вас да ве здипли, испегла и слично, така да ве спреми, да ви спакува у куфери, кој ќе биде тој, така најдомаќин, најскоцкан, најседа му е на место, кој е тако? Пак тешко прашање, значи. Ванчо викаат. Не. Ја мислам ќе Не, Ванчо, кој да биде тој? кој да го ставиме, не знам. Тешко прашање, Знам стварно. што не ќе знам, кажеш ти. сите Пак се- дивиот, најдивиот, све најдивиот. Не. Може. Може да оставиме или Ето, Дијан, и помал и све, и ќе слуша. не, најмал Ѓоргиевски ќе оставиме. Еве, него ќе оставиме, нека ќе биде како најмал ти. Така, и за крај имаме од Владимир Темелков прашања. Аха, да. Владче, кога си бил мал, колку години си имал? Не, многу мал бев, значи. Така. Типична прашање. Бранче, значи, Владимир Темелков те прашува, Бетмен и Супермен кога ќе се караат, кој ќе победи? Рамбо. Тие се одговорите, стварно. И за двајцата Стоилов е, а не е Мите. Тешко прашање. Столе Стоилов. Стоилов, Има такви, има имаме, доста има. сега добро стварно што Не што праша вака. се сетив ми за Владко Темелков, кој цело време Тој е беше со странец, нас, да. германец. Да, интернационално. Имаше, например, Германска жена. Да, се. во песната на Тоше Проевски во Коси да ти Да. спијам за какви коси се Се работи. работи, значи. Такви Да, прашања не ја постоеше. Да. Што да му кажеш на тоа? Па ако си расположен, ќе му кажеш нешто, ќе избориш. Знаеш едно така речови, за таму прашај го, расположение не да знам, направи прашај го. некој прашање, Така, блиц така. прашање така да Чека, те го прашање. поставува така радно, си одите, Си оди, да, гледам малку, Во да. автобус ќе дојде или така и да те прашам нешто, имам Владче. нешто. и Да, Не можам и да се ако сетам си се малку ставам, нервозен има нешто, он ќе те праша вако прашање, значи го прави. И готово, одма нервозата ја Да. снемува. Поздрав до Владче Темелко, поздрав до сите. Значи, Бранислав е тука, тука е и Владко, таму се Дивиот и Жути. Па може и да дојдат, Ајде, дојдете сите да се поздравиме. и да напомнете. Сега ќе играме пантомима, сега ќе играме. Фала што дојдовте. Значи, одете на Facebook ком еден даваме дрес подпишан од нив, а сега ќе играме пантомима странците против домашните да видиме кој ќе победи. Јако, само јако, за кого? Кој ќе победи? Ајде, Шурич, кој ќе победи? Бетмен ќе победи. За кого? За Македонија. Сакам да пијам чај, а посебно кога е време да најдам за Македонија не европско. Прашувате зошто сум сам? Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. И еве го тој момент каде домашните ќе ги одмерат силите со странците во една спортска игра наречена пантомима. Да, ете тоа се немите луѓе кои што нема да ги слушате. А овие се тука озвучени. Значи, имаме 12 имиња од репрезентацијата. Владко игра заедно со Бранислав, нормално дека се странци. И домашните Филип заедно со Диви. И што е работа? Не смеат овие од овде ништо да зборуваат, мораат се преку пантомима да објаснуваат, а дечките треба да си погодат, нели? Ние ќе мериме време, 6 имиња. Тим странци, 6 имиња, тим домашни. Спремни? Спремни. Може? Значи чека да те стиснам и 3-4. Може. Ајде. Прво име. Добро. Ацо. Добро, точно. Браво. Ајде второ име. А, така, добро. Абе, не бе, така ме зезна. Него, дај му брзо него. Ајде. Деки Манасков. Добро. 2. Ајде, трето име. Не ги гледај ти сега кога да пираш. Диви. Да, добро. Абе побрзо. Кирил Лазаров. Браво. Договорни со овие. А јас ова 100%. Да. Погоди.
Тој беше добро. Ајде. Добро. Идеме дале. Кој е најзалюбен во репрезентација? Борко Ристовски, ако е залюбен Борко Ристовски. Усве е залюбен? Најзалюбен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Абе толку се, јо. Минута, добро, Ова ни се признава со минута, последното соодборење или? Минута. Абе, ај, остај го сега. Не знам што беше ова. Залюбен. Што е тоа? Залюбен. Ова ќе не прашаш ве. Што беше со Кире? Ќе не прашаш. Да, после. Што беше? Цело време, а? Да, кремцом бијат помрсни раците кај што. Па зошто жути не прави цело време вака? Тој лепак тура. Тој лепак тура. Спремен? Чекај, задржи ти. Еве ти давај му, ајде, нека од кај тебе. Чекај, стој. Значи, вие имавте минута. Ајде, тим домашни, сега. Чекај тука. Малиот. Дишка. Дејан Манаш. Ве го кажа Дејан. Козла. Тече времето, тече времето. Олевски. Притисок. Така бе, Ојлевски, готово. Фрлај доле, фрлај доле. Ако не знаеш. Митко. Не бе, ако не знаеш. Козла. Помогни му ти, ајде, кажи. Морков. Ајде, бе. Не, му кажи. Тоа Гоце беше, така? Се приваќа, Куловски, ајде. 40 секунди. Опа, Столе, вре, пијаницо, бе, зошто така, бе? Ванчо Димовс. Да, ајде бе, брзо, жена. Има ли уште? Ајде, 5 секунди, 4, 3, 2, Горгиевски. 1. Браво! Браво, изедначено, тоа е тоа. Ова саден дед мислам да направиме. Ништо, саден дед ќе правиме. Чекај, има уште некој име таму. Чекај. Еве ги. Уште две имења има. Значи, овие биднаа, сега уште други се овие. Не биле. Океј? Не биле. Лева зимаш? 3, 4, ајде. Ајде. Никола Стојчевски. Марковски. Никола Марковски. Никола Митревски. Никола Митревски, добро, 10-11 секунди, ај тука имаше нешто. Да, добро. Значи имате 11 секунди. 11. Многу е, ја мислам. Треба да... За 5 готово, ете. Спремен? 3, 4... Ајде, Борко. Како Борко, бе? Абе, не бил. Абе, сам одбрана некој игра, бе. Кој игра сам? Победија, готово. Честито. Камион. Тоа е, ништо, камион, 600 тон. А вие ај побрзо касните со Данска, треба да играте. Во меѓу време одете на Facebook, каде што еден од вас ќе го добие овој дрес потпишан од сите четворица. Ајде момци, еден по еден, мавнете еден сигначер. Одете на Facebook.com еден на еден. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе На телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пепер, ми во него паза тоа, ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е еден на крај на вашиот ден. На